Великденската трпеза е пресолена за граѓаните. Велат цените се покачени пред празникот. Се жала дека скромната великденска трпеза за многу семејства веќе станува луксус. Реагираат дека традиција ни стана секоја година пред празници да се покачуваат цените. Традиција е да се високи цените, господи. Се гледа по народа дека нема раздвиженост. Ова е више мртва работа. И да сакаш да ја почитуваш традицијата, не можеш. 680 денара кило јагнешко, а 250 денара е откупна цена. И математиката вика пола на пола идело јагнето. Од 250 до 500, а до 680 чивеќарот. Крставица и патлижани, све е увозно. Нема ништо наши. За жал. Ја во село живеам, не чуват ни кокошка, ни коза, ни магари, ни кој, ништо. Има поскапување. Ова е пример, пошто ја често купувам јајца, кои биле 210 табла, сега се 230 денари. Печурките кои биле 200 денари, 220, сега се 250. Компирот кој бил 50 денари, сега е 70. Све е живо покачено. Нема намалено. Па има. Колкаво? Па доста покачување има. За мене не е. Зашто ова од семче да го изведе до сега, колку е тоа? Плюс има загревање преку зимата. Албанците за секој празник цените ги намалуваат. Нашите ги креваат цените у воздух дати. Че обесвест цените се да. Јаболките од 40 денари, рипна на 60 денари, краставиците 80 денари, доматите може да се сретнат по цена и до 200 денари. Телевизија 21 направи обиколка по маркетите и пазарите. Па така табла јајца во маркетите може да се најде и по цена од 170 до 200 денари, но на пазарите е од 230 до околу 300 денари. Јагнешкото месо низ месарниците достигнува цена и до 680 денари. Килограм краставици од 80 до 140 денари, а доматите од 100 до 140 денари. Граѓаните велат, традицијата мора да се испочитува, но трпезата можеби ќе биде попразна од лани. Со овие примања тешко сите да можат да се дозволат, бидејќи во секој случај за едно четличено семејство многу повеќе треба пари, треба за Великден, со едни скромни примања. Иначе има многу што се дозволуваат и на турнеја додат. Можам ја да си ја дозволам дека сум сам и имам убава пензија. А овие што се со поише члени, мислам тешко. Споредно е колку е можно. Јагнешко? Има. Со овие примања традиционално не може да се. Затоа што цените, ви кажав, цените се во воздух. Кај може просечно семејство тоа да го издржи? Само за леп и за млеко и за вода, за ништо друго. Токму за да се спречи предпразнично поскапување на основните прехранбени производи, владата донесе одлуки за ограничување на бруто профитната маржа на основните прехранбени производи. Одлуките беа со цел да се заштитат граѓаните од високите цени токму во периодот на рамазанските и великденските празници. Замрзнатите маржи и цени завршуваат на крајот од месецов. Надлежните велат ќе ја следат состојбата со цените. Ако има потреба, ќе се носат нови мерки.